Првиот човек на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски, најавува проширување на позитивната листа, пошто вели се очекува попристапни цени за лековите, особено за кардиоваскуларните и бубрежните заболувања. Иако додека се чека поевтинувањето, голем дел од македонските граѓани одат во соседството по неопходната терапија. Клековски вели дека има суштински разлики зошто лекарствата дома се поскапи. Јас стално изазвам за цената на лековите во Косово, бидејќи законските регулативи и заштитата на лекови во Косово е поинаку поставена и по самите опаковки ќе видите дека се продаваат во најверојатно оригинални опаковки без соодветни регистрации. Во однос на Србија, клучната разлика е нивниот пристап кон позитивната листа. Позитивната листа во Србија по обем е значено поголема од македонската позитивна листа и земајќи во обзир и разликата во население. Ние имавме само едно проширање на позитивната листа и е потребно време за да ги потегнеме овие работи. Меѓутоа, очекувам и во првото полугодие и во второто полугодие да има, условно да кажам, нови современи лекови за овие состојби. Клековски најавува дека два антикоагулантни лекови, меѓу кои лекот Ксарелто, во првата половина на годината веќе би требало да се најдат на позитивната листа, а моменталниот застој е од конкурентни причини. По најавата на Министерството за здравство дека околу 300 лекови, меѓу кои 56 оригинаторни, 174 генерички и 13 лекови од интервентен увоз ќе поевтинат, се очекува оттаму да прецизираат за кои лекови конкретно се работи.